И затоа постојано апелираме децата, ги охрабруваме најблиските да не молчат за насилството, да говорат, да го преувуваат, родителите да имаат посебен однос кон децата кога се жртви, да не ги обвинуваат. И мислам дека тоа на некој начин и соучесништво кога се молчи за насилството, затоа што многу примери покажуваат на повторништво дека ако еден случај не се санкционира, казни на време, дека сторителот може да го повтори делото. Неколку пати имаме кажано дека пријава од страна на дете и родител во полиција, каде што детето успеало да се отргне од педофилот во едно скопско околина, и го пријавила врз основа на недоволно докази, полицијата не покренува кривична пријава против сторителот, истиот тој на исти начин успева да подлаже дете да го однесе во подрумски простори и сексуално да го злоставува. Значи, добро, бидејќи одржавате, односно имате контакти постојано, дали се работи за овие нови случаи кои што дали се тоа повторени дела, дали се работи за исти дечиња или пак се работи за нови случаи на возрастни луѓе кои што ќе се обидам да кажам дека 80% најчесто се децата се жртви на познаници, пријатели, роднини, најблиски кои ја стекнале до вербата. Но се различни, така? Различни случаи сакам да кажам. Не се тоа исти кои што се за рецидивите зборува. Рецидивите повеќе од 90% го повторува делото педофилите. Ако станува збор за луѓе кои имаат психичко расстройство и кои не може да го контролираат нагло. И ние затоа дадовме алтернативни мерки, доколку за среќа казните ги покачи на 10 години до доживотен. Но можете да замислите, тој член 188 од кривичниот закон е екстремно, би рекол, исклучив во најлоша форма да биде животот доведен во опасност да биде сторен на најбрутален начин, да досудат висока казна доживотен затвор. И ние се залагаме за доживотен казна затвор од многу едноставна причина што се уште немаме уверување дека со нив се работи сигурно додека излежуваат казната затвор. Значи едноставно нема лек, нема сигурен третман да по напуштањето на казната институција затвор дека педофилот нема да го повтори делото. Не само што нема лек за оној кој што ги прави тие дела, нели, него исто така нема лек ниту за самите деца, бидејќи таков еден случај може да остави страхотни последици по тоа ќе кажат невропсихијатрите дека остава трајни последици, дека треба се третира случајот првите 72 часа, дека не треба да се молчи, дека треба да се стави под посебна грижа и така натаму, но пак ќе кажам, одговорното родителство, родителите треба навистина да посветат максимално внимание, да знаат децата каде се, со кого се, што прават, какви содржини посетуваат на вебсайт кога се пред компјутер, во какво обкружување се и така натаму. Она што морам да кажам, ќе ми дадете малку време, ме охрабрува што во последниот случај во село Лабуниште, кој за жал уште нема разрешница, се охрабрува секретар на училиштето да го пријави насилството во електронска форма. Ние реагираме до Центарот за социјална работа во Струга, реагираме до полицијата, дознаваме дека девојчето е во болницата со тешко обилно крварење во Струга. Се уште не се превзема акција, Центарот за социјална работа не врши увид во ова дисфункционално семејство, каде што постои сомневање дека мајката ги подведува децата и дека детето е жртва на сексуална злоупотреба. Не е докажено, но се предпоставува, господјата која работи во училиштето повтор пат не моли да алармираме и апелираме. Ние праќаме писмен допис до Министерството за внатрешни работи, Министерството за внатрешни работи доаѓа да ги провери доказите. Злосторникот кој според изјавата на девојчето е некој стар човек со бела коса и ја злоупотребил, се уште е на слобода. Значи ние се уште немаме разрешница од тој случај. И мора да кажем, имаме тесна соработка и со центрите за социјална работа, и со полицијата, и со јавното обвинителство, и со судовите, но сторителите кои ќе го сторат делото мора да бидат ставени во притвор, се додека не се докаже вината, за да не вршат дополнителни облюби, трауми на други деца или на истото дете, за да не вршат притисок на детето да ја смени изјавата. И мислам дека во овој случај разрешницата најверојатно наскоро ќе биде доведена до крај, затоа што кога веќе реагиравме во јавноста, тој Центар за социјални работи од Струга најде за сходно да ни се јави и да ни каже дека се испитува случајот и дека семејството е посетено. Добро, од тие причини јас не случајно спомнав дека тоа е многу тешко за докажување, нели, бидејќи
сепак се работи за различен коефициент на интелигенција во однос за педофил и дете, но исто така и животно искуство. Нормално е да се свати дека се работи за тактика, нели? Со разни приказки, на разни начини како да може да се убеди детето или девојчето да отиде во некој просторија каде што понатаму се случуваат тие мрачни сценарија. Бидејќи сигурно се прашувате и во овој момент додека ние разговараме, сигурно дел од вас си формираат еден профил или една физиономија. Ние спомнавме на почетокот на емисијата дека секој од нас има некоја друга представа како би требало да изгледа тој педофил. Но да не избрзуваме, ние спремивме втор прилог кој што се однесува токму на еден таков педофил кој што е фатен на дело, но нека нас во Македонија, туку во Англија. Ајде да го видиме прилогот и потоа ќе спомнеме нешто и за казните кои што се спроведуваат кај нас во Македонија. I relate more to boys than I do to anyone else. Yeah, I find it very hard, or would find it very hard to have a sexual relationship with an adult. If you did, would you be gay? Yes, that would make me then gay, and I don't think I could. You're not attracted to women at all? Not really, no. I only seem to be attracted to boys. Or very young men. Yeah. And you just can't get that age limit up? No, it seems very, very hard slog. Have you had sex with young men who were legally the right age? Yes, I didn't enjoy it. Why is that? I don't know. Maybe it's because I thought I wasn't in control of the situation. But even with boys, you're not always in control of the situation. Is that about power? Is that, sorry, what? Is that about power? In some cases it can be, yes. But in some cases it can be that you're not sharing just a sexual experience, you're sharing life in general, like enjoyment. You've got hobbies that are the same, or joys like football or whatever. So it's not just the sexual part of it. You like their company? Yes, yeah. Their company, their conversation, their whole way of life, really. The Peter Pan principle. I don't want to grow up. What about family? Nothing to do with my family. I haven't had contact with them for years. Is that because they know you're a paedophile? I think that's part of it, but I didn't feel I belonged anyway. I felt an outsider. Yeah, so I didn't feel I belonged there, and I don't feel I belong anywhere really. I've got no roots down anywhere, and that doesn't help the situation, because of course with no roots you look for companionship in possibly the wrong people. Paedophilia is a kind of, broad band of activity. I mean, are there areas of paedophilia that you disapprove of? Well, I'm not into S&M, which has come up a few times. I'm not really into buggery. With me, it's just masturbation and oral sex. Do you think you go to prison? It's more than likely, I would imagine. I don't know with the leniency they're giving these days. Mark Hansen is taken into Southampton police station for a formal interview. 2 hours later, he is released on bail. As well as images downloaded from the internet, the police seized a collection which clearly features Mark Hansen seriously abusing little boys. Although he said he was not into buggery, some of the pictures show that he lied. He is clearly shown raping boys as young as 6. Six weeks later, DCI Bob McLachlan and DC Terry Bailey give evidence at the coroner's court. The autopsy reveals that Mark Hansen died from an overdose of antidepressants
which killed him before his car exhaust could take effect. The suicide of arrested suspects is not an unusual experience for detectives in the paedophile unit. Кога веруваш во моќта на природата, знаеш дека границите не постојат. Она што е големо, може да биде уште поголемо, а убавото уште поубаво. Кога веруваш во моќта на природата, знаеш дека она што било добро, може да биде уште подобро. Производите на Битолска млекарница. Природата на дланка. Утре во Стрип. Hard enough for what the world to know that my idea of the perfect woman was my ex. Дали да ја сакаш погрешната личност значи How would you like to go out on a date? Well, I am aware of this raging sexual... да научиш да се воздржиш I can hold myself back. или Move it, Adam. All you're going to do what? Стрип вечерва во 22 часот. Порано или подоцна, крајот на сите оние кои што живеат ваков живот, им доаѓа крај. Еве гледаме како се случува тоа во другите држави. Нешто слично претпоставаме дека се случува и кај нас овде во Република Македонија. Нормално дека постои закон, тоа е закон според кривични дела против полова слобода и половен морал. Што тоа значи? Еве доколку се улови некој вака на лице место, што следува понатаму за него? Кривичниот законник на Република Македонија ги инкриминира овие действија на сексуална злоупотреба на деца и педофилија. Како што кажавте, тие се содржани во главата 19 од Кривичниот законник на Република Македонија. И тука имаме еден широк диапазон на кривични дела и действија кои што се казниви. Тука е значи кривичното дело облјуба врз немогно лице, облјуба со злоупотреба на положба, понатаму полов напад врз малолетник кој не напълнил 14 години, родно сквернавењето и најновото кривично дело кое што е воведено минатата година, тоа е прикажување на порнографски материјал преку компјутерски криминал, што е кривично дело воведено согласно Конвенцијата на Советот на Европа против компјутерски криминал. Покажување на порнографски материјал во присуство на малолетник, така? Тоа е во член 193, што се казнуваат делата на тој кој што на малолетник кој што е напълнил 14 години, значи ќе му продаде, прикаже или со јавно излагање на друг начин ќе му направи достапни слики, аудиовизуелни и други предмети со порнографска содржина или ќе му прикаже порнографска представа. Имаме и потешки облици на ова кривично дело, значи исто така и казните за ова кривично дело имаме од 3 до 5 години за форми на ова кривично дело. Така што значи како што и сами кажавте, нашето законодавство за овие кривични дела, но ние сме на став дека казнениот одговор на оваа социопатолошка појава. Министерството за правда како носител на извршната власт во минатите години континуирано работи на она што значи надоградување на законодавството за ефикасна превенција и исправување со сексуалната злоупотреба на деца. Во таа насока во 2007 година го донесовме Законот за малолетничка правда, кој што во најголем дел ги абсорбира сите принципи на Конвенцијата за правата на детето, а во контекст на денешната тема посебно ги уредува правата, односно заштитата на малолетниците како жртви, односно оштетени во кривичната постапка, за кој што може нешто подоцна да... Добро, ние спомнавме сега нели за дело кое што е веќе направено, нели? Меѓутоа, што е со оние кои што претат, да кажеме, кои што понижуваат, нели, во случај ако не додеш тамо, ќе ти направам тоа и тоа. Дали е тоа казниво? А се однесува, на пример, возрастен човек во однос на малолетник. Дали е тоа казниво?
Секако дека и за Без да се направи некој дел. секако дека за ваквите кривични дела се казниви и обидот за сторување на тоа дело, секако се казниви поттикнувањето и соучесништвото за вакви дела и во зависност од формата, односно на действието кое што е извршено, Министерството за внатрешни работи со една совпадна анализа, значи сослушување и на наводниот извршител и на жртвата, значи составува една кривична пријава за дали е извршено ова кривично дело или не, или дали е во прашање обид за вакво кривично дело. Значи секако и нашето законодавство ги казнува и действијата на обидот и на поттикнување, помагање и соучесништво на вакви дела. Што мислите вие, еве, како правник, сигурно и вие можеби сте биле во контакт со некои такви случаи, дали мислите дека сите овие казни, вие спомнавте од 1 до 7, како беше, од 5 до 10 години, дали е тоа сосема доволно за некој, еве да кажеме таков пример како што вечерва видовме, дали е тоа сосема доволно, дали казната е задоволната, дали правдата е задоволена? Па видете, една од целите на казните значи е и задоволување на правдата и остварување на генералната и специјалната превенција. Значи првенствено одвраќање на сторителот да не врши кривични дела, односно негово превоспитување и делување врз другите да не вршат кривични дела. Ние сме на став дека, иако се работи на вистина за сериозни форми на криминал, сериозно загрозување на слободите и правата на жртвите на овие кривични дела, дека кривично-правниот одговор не треба да биде единствен одговор на оваа социопатолошка појава. Токму од тие причини и Министерството за правда минатата година изработи една анализа за состојбата со сексуалната злоупотреба и педофилија во Република Македонија. Таа анализа меѓу другото покажа дека отсуствува или е недоволна превенцијата за овие кривични дела и дека отсуствува една конзистентна едукација на сите чинители за сексуалната злоупотреба. Добро, за момент ќе застанеме тука, значи околу таа превенција и едукација. Докторе, од оној прилог кој што го видовме премалку, ја препоставувам, не ги познавам доволно работите, дека сите овие кои што се педофиличари живеат во тој свет на Петар Пан. Тоа е едно секојдневни. Секојдневно се дружат со момци. Можат ли да излезат од тој магичен круг? Може ли излекување? Така, јас би сакал да го коментари да во врска со она што го видовме, тоа што го зборуваше човекот кој беше сниман како педофил, кој е бил педофил, да? За нив е типично тоа што го зборуваше, тоа се така наречени мисловни извитоперувања или когнитивни дисторзии. Они некаде длабоко во себе не го доживуваат тоа како нешто лошо. Они имаат, кога зборувате со нив, ќе ви речат дека они ги сакаат децата и дека уствари ги обучуваат, речеме, на секс, на живот, дека се дружат со нив, дека навистина споделуваат, како што кажа и некои други работи. Така да има комплетно извитоперување, значи он емоционално они не ги допира, не работи тој дел, тоа е она што ги збунува луѓето и што навистина понекогаш не прави сите нас да не можеме да поверуваме дека некој тоа може да го прави. Значи има некои механизми кои го држат, кои свеста за тоа постои, меѓутоа таа свест е потисната со некакви извитоперувања мисловни кои за него значат некоја малте ненормална комуникација. Во тоа е и нарушеноста. Треба да кажеме дека тоа се луѓе кои во другиот дел функционираат сосема нормално. Значи, вие не можете да најдете некоја друга психопатологија или најчесто нема. Така да не се впечатливи, повторувам, не се така лесно впечатливи и не можеме да кажеме некои карактеристики по кои сега би се договориле какви се тие, па да пазат децата да избегнуваат такви луѓе. Значи, тоа е нешто што може, најнеочекувано е, можете да, едноставно, нема некои карактеристики по кои би ги издвоиле, па би биле препознатливи за околината. Добро, уште едно прашање. Дали почесто ме прашате за излекување, чекај. Дали опорметување почесто е кај мажи или кај жени? Бидејќи да, дефинитивно многу кај мажите, а во однос на излекувањето многу се лоши резултатите. Значи, правени се различни обиди за да се делува, меѓутоа искуствата, светските искуства покажуваат дека изморено е тешко и она што и колегата Драги спомна во врска со
повторувањето, треба да се знае дека не постои педофил кој тоа не го повторува XX десетици пати пред да биде воопшто евидентиран. Значи, страшното е во тоа што огромен број од тие извршители на тие дела не биваат никогаш откриени. До крајот на својот живот ги повторуваат делата, затоа што тоа е нарушување кое едноставно е многу тешко воопшто да се третира, да не речем безнадежно, меѓутоа постојат методи, постојат начини на кои се работи со нив, меѓутоа резултатите се изворено лоши во светски размери. И за тоа, така, тие се слични резултати. Исти да не кажа. Господин Јовановски, што Советот на Европа сугерира или, да кажеме, предложува некои нови работи во смисла подобрување и превенцијата, секако порано откривање на овие случаи со педофилија. Вие сте во соработка со Министерството за правда, исто така, нели? Да. Па добро, она што јас на почеток би сакал да подсетам е дека овој феномен е во суштина мултидисциплинарен. И ние како меѓународна институција како таков и го перцепираме и соодветно на тоа институцијата реагира во елаборација на соодветни правни инструменти, но и други механизми кои што може да им бидат на располагање на државите земји и членки за што поуспешна борба против овој феномен на национално ниво. Значи, еволуцијата на една таква организирана мерка во рамки на земјите членки на Советот на Европа датира од поодамна со самото споменување на сексуална злоупотреба 1966 во Европската социјална повела. И понатаму и други институции и организации се вклучуваат, Обединетите нации преку своите агенции, во поново време и Европската унија, има една одлука од 2003 година и така натаму. Интересно е што овој проблем провеува во релативно многу голем број на конвенции и од тука е неговата мултидисциплинарност. Например, како што спомена Тања, има одредби кои што се однесуваат на проблемот на сексуална злоупотреба, односно допир со несоодветна сексуална содржина во рамки на конвенција за против сајбер криминал или компјутерски криминал. Потоа има, да речеме, тоа е најголемиот извор на она порнографија која што се јавува. Така, тоа е во суштина, претпоставам, на психолошко ниво, психолошки план тоа на почетно ниво, меѓутоа и не помалку опасно. И сите оние фотографии кои што ги видовме премногу, нели, се однесува всушност првичните материјали беа токму фотографии кои што доаѓаат од интернет. Добро, што да се прави? Веќе нас имаме исто интернет, достап, пристапност, нели, што е најважно. Во секоја куќа, во секој дом има компјутер, меѓутоа и пристапот исто до компјутерот и до интернетот некако тешко дека може да се спречи, да се ограничи. Така. Сега, постојат повеќе мерки или инструменти кои што делумно стојат на располагање, бидејќи, како што видовме, од природата на проблемот тоа во целост не можете да го... Не постои, претпоставувам, ефикасен начин за да тоа се искорени веднаш. Така што, Советот на Европа во своите препораки, кои што се адресирани до сите релевантни институции, препорачува, например, до операторите на интернет и 3G технологија, значи технологија која што преку мобилна телефонија возможува пристап до интернет, да воведат односно етични кодекси во она што е дозволено шифри, да се пренесува. Да. Добро, ќе застанеме тука, ќе продолжиме понатаму. Проблемот нормално дека се мултиплицира и се потенцира токму заради зголемувањето на комуникацијата, бројот на комуникации, начините на комуникации. Ако претходно беше тоа само еден обичен фиксен телефон, сега имаме комуникација преку интернет, преку мобилен телефон и така натаму. Педофилијата е една или постои една мрежа каде што се поврзани, еве и од она изјава премалку видовме кога веќе самиот тој човек виде дека нема излез,
почнува да си кажува дел од неговите активности, иако може би несвесно, но од страна оние кои што го слушаат тој разговор може и да сватат дека тој е поврзан и најчесто таа банда тешко се открива, што е уште позначено што сите педофиличари се кријат едни со други. Господин Змијанец, вие сте овде во Република Македонија со ова работели преку детската амбасада веќе од 1992 година. Претпоставувам дека сте во тек и со злоставувањето на децата, кога се работи за она сексуално злоставување. И бидејќи сте во соработка исто така со Министерството за внатрешни работи, има ли овде мрежа на педофилија кај нас во Македонија? Јас не знам дали има централен регистр на досега досудени и осудени педофили за такво кривично дело. И доколку има, јас дури би апелирал до Министерството за внатрешни работи да биде достапен со ограничен пристап за родителите, за да знаат родителите кои педофили биле досудени кога ќе излезат на слобода, да можат барем да превенираат средба несакана или пак да може да го попречат детето да биде во близина на потенцијална сексуална злоупотреба од педофилите. На нашиот СС телефонот 17.300 јавувања, 10% од овие случаи се поврзани со сексуална злоупотреба, а бројките говорат дека овие 1730 случаи можем некогаш да се помножат и со 5 до 10 пати, затоа што најчесто 30% од случаевите се пријавуваат, 70% децата молчат од срам како ќе бидат прифатени од најблиските. Тајност, табу, семена, тајна, закана од најблиските, така најчесто и педофилите тоа го користат, немој да кажеш на твоите. Имаше такви случаи конкретни за време на војната, нели, во Македонија, во Западна Македонија. Она што најмногу загрижува, бидејќи од сите злоставувања сексуалната е најтешка и најдлабока со трајни последици. Сакам да кажам дека некои тајни траат и по 5-10 години и некогаш се охрабруваат возрастните деца тоа да го пријават. Најтешка сексуална злоупотреба е родоскринавање, кога навистина детето не може да поверува дека тоа му го прави најблискиот, најсаканиот родителот. Или може би мисли дека тоа нормално? Или мајката. И затоа ќе кажам, ние доживотната казна не ја третираме само како репресивна мерка. За нас доживотната казна е превентивна мерка, затоа што ако невропсихијатрите, пак ќе кажам, психолозите не гарантираат сигурен третман, полицијата не гарантира дека ќе ги следи по напуштањето на институцијата затвор со микрочипови локатори, дека педофилите ќе се пријавуваат редовно во центрите за социјална работа и тие ќе бидат под строг надзор и дека нема да им се дозволи да го повторат делото. Со една поголема мобилност на родителите, ако забележувате, ние не случајно идеме со кампања дали денес го гушнавте вашето дете, дали денес му кажавте колку го сакате, дали денес разговарате, затоа што убедени сме дека колку и да се мобилни институциите на системот и со новиот акционен план и со зголемување на ресурсите и капацитетите на центрите за социјална работа и со мобилност на полицијата, сепак главни и со максимална посветеност на психолози, педагози, социјални работи, дефектолози во училиштата, максималната одговорност и крајната ја имаат родителите. Значи не можеме да кажеме одговорното родителство дека некој друг ќе ни ги воспита децата, некој друг ќе води грижа за нашите деца. Мора одговорното родителство да биде под број 1, па потоа доаѓаат училиштата, центрите за социјална работа, полицијата, судовите, би рекол се крајна мерка, инструмент каде што ќе се санкционира ова тешко кривично дело, но пак ќе го наведам. Ако испитувањето на господинот Маневски потврди дека министерот за правда дека судиите последниве 2 години и 3 досудувале секогаш минимални казни кога стана збор за сексуална злоупотреба и педофилија на деца под 14 години, верувајте да не извршевме толкав притисок и мобилизирање на јавноста. Морам да кажем, има и позитивни примери и соработка и со медиумите и со државните институции. Тој акционен план и тие казнени мерки можеби и немаше да се досудат. Ние имавме и обука со Академијата за суди и јавни обвинители. Не можеме, јас лично се уште не можам да се изначудам кога еден судија за малолетни... Задржите се мислата, бидејќи ова е емисија во живо, јас да го објавам нашиот контакт телефон, тој е 2451581, сите заинтересирани може да се јават и да постават прашања, ние ќе ви одговориме во студио.
Колешката ќе каже за детето жртва во процесот на докажување на вината, кои процедури треба да се запазат. Ние инсистираме за една изјава во специјални скрин соби. Законот за малолетничка правда кажува 2, во одредени случаи 3. Оно што јас морам да кажам дека не можам, прво дека судија за малолетници треба да има посебен сензибилитет, посебна едукација и посебна емпатија кога детето е жртва и кога говори за тоа што му се случило. И јас секогаш ја користам пригодата во медиумите, покрај тие скрин соби, да се запази, да се посвети максимално внимание судијата, обкружен со стручна експертиза на психолог, педагог, социјален работник, да таа изјава што ќе ја даде детето, документирана со видеозапис, која ќе трае 4-5 часа, во адаптирана специјална соба каде детето ќе се чувствува прикладно на една домашна атмосфера, да биде релевантна и никако да не дозволи дури и апелационен да го врати предметот назад, да се соочи детето жртва со насилникот, силувачот на судница. Добро, но судиите и во правото секогаш се разговара со факти, нели, бидејќи ова е една работа која што малку и тешко се докажува, и ние се обидуваме овде вечерва да најдеме некои начини, а и исто така и во другите држави надвор. Не е само тоа случај во Македонија, ние само ги следиме работите, некои промени не што се случуваат надвор, но во интерес на подобро доследување и полесно односење на одлуки. Докторе, дали постои некој начин клинички? Еве, ја најдов една информација, се извинувам, дека со магнетна резонанца може да се откријат промени во самата конституција, односно формата и составот на мозокот на оној кој што е педофиличен. Во смисла дека има намалена хипофиза, понатаму намалено присуство на бела маса и дури исто така зголемо ниво на тестостерон. Може ли клинички да се диагностицира, да се докаже, да може на некој начин понатаму да им олесни на оние кои што сакаат да постават некоја... Не, вие може да најдете различни. Мислам, ова што вие го кажувате, веројатно има уште безброј такви хипотези кои се поставувани во врска со тоа. Меѓутоа, ниедна не успеала да го објасни настанувањето на педофилија. Уште помалку можеме, јас тоа неколку пати веќе го повторувам, ние со некаков изглед или со некаква манифестација да знаеме дали некој е педофил или не. Педофилството е во однесувањето, значи не е тоа манифестно и препознатливо по нешто. Мисли, нели? Мислите секогаш се создаваат во мозокот и првите идеи за да може да се скенираат нивните мозоци е да најдат морфолошки некоја разлика и еве веќе велат дека во 80% постои разлика, 95% постои разлика дека има некоја морфолошка разлика. Не, но веројатно не е сигурен доказ за да може... Не, апсолутно не. Значи не може да се рачуна на тоа, барем нема некоја блиска иднина, дека можеме ние да диагностицираме педофилија со, не знам, магнетна резонанца или со некој друг метод. Тоа не. Педофилот можеме да го фатиме на дело или да се посомневаме во тоа и јас би се вратил на она што мислам дека е битно, а тоа е она што веќе се зборува. Најважна е превенцијата. Значи, ние мораме да зборуваме за превенција пред се. Кога ќе дојдеме до тоа да веќе ја имаме жртвата, за многу работи е касно, особено за жртвата. Превенцијата е само неколку збора, дозволете ми за превенцијата. Превенцијата е толку широка што подразбира апсолутно работа на сите полиња, почнувајќи од работа со децата, значи нивна некоја едукација од најрано детство, да препознаат што значи насилство, што значи емоционална злоупотреба и што значи на крајот на кришата сексуална злоупотреба, за да препознаат има една, да речеме, од тие едукативни сесии за деца, што е добар допир, што е лош допир, значи кој при оѓањето кој има некакви добри намери, а кој лоши. Значи една сериозна работа со децата во континуирано. Она што ние се обидувавме со безбедно детство на невладина организација која од 95-та работи со злоупотреба е да и го правевме тоа со едукација на психолози, правевме и некои прирачници, меѓутоа тоа мора да стане некаков составен дел од она што значи некаква едукација на децата во секојдневната училишна практика, за да може децата да вистина да се оспособат да препознаат, затоа што знаете проблемот е особено сериозен, тоа веќе беше спомнато, кога насилството
или уште повеќе ако сакате сексуалната злоупотреба се случува во семејството внатре. Тогаш забраната за молчење, забраната да тоа се изнесе е огромна, товарот е огромен. Неретко ние во психијатриските ординации наоѓаме луѓе кои во нека длабок поодмакната возраст ќе прозборат прв пат во животот за нешто што им се случувало во детството. Кога веќе ја гледате доцната последица од некое сериозно психичко расстройство и нешто што се случува. Веќе некој на линија, да му даме пренос на гледачот. Добро вечер, за кого? Ало? Повелете во програма сте. Ало? Да, одлично ве слушаме, повелете. Да, добро вечер, тука е. Близко сум до вашите гости, педагог сум во едно училиште. Па би сакала нешто во врска со ова семејно насилство. Дали слушавте пред малце вестите за овие две дечиња кои што беа избегани од домот 11 октомври? Не знам некој од вас. Дечињата беа од Пехчево, од каде беа избегани од домот 11 октомври, отидоа во семејството, се вратија кај родителите. Пехчево? Да, дали беа Пехчево, не знам од кој место, важно избегани беа од домот од 11 октомври, се избегаа самите, се отидоа кај родителите и денеска слушаме да вести, дали беше наеден, ќе слушнете дека родителите, таткото во пијана состојба ги претепал децата, дечињата едва искочиле на улица, ги сретнале некој, ги прибрале и сега моментално се во болница. Ние сме во контакт со мајката Оливера која навистина сакаше да го заштити таткото од... Да, само за момент ќе замолам, дали имате некој прашање во... Сакам вака. Навистина ова е езио што се случува, еднаш мора да се стави крај. Ние баш разговаравме со сопругот. Бидејќи видовме дека куќа имаат за живење. Мислам дека навистина еднаш треба да се заштитат тие двајца родители, да ги сместите во некој таму дом или каде или затвор, а таа куќа која што се моментално дечињата да дадете некој старател и да си живеат во топол дом. Значи тие двајца ги створиле, сега ќе ги малтретираат и децава лево десно не знаат кај се што се. Навистина греота за тие дечиња, а тие родители најстрого да бидат осудени. Благодарам. Благодарам и на вас. Добро, и нели од други случаи порано се случувало тоа, некогаш биолошките родители не обрнуваат толку внимание за своите деца како што тоа го прават оние кои што ги присвојуваат. Јас тука сакам со Крсте да дебатираме овој конзилиум. Кога се случува семејно насилство, како што во првиот случај имало индикации Центарот за социјална работа дека станува збор за семејно насилство и ги одземат на мајката без нејзино знаење и ги сместуваат во домот 11 октомври, каде што децата патат и бегаат прво едното братче, па потоа сестричката и се враќаат кај мајката. Мајката прави обид да го среди семејството и да води грижа, но очигледно дека има тука насилник. Јас мислам дека во ваков облик на семејно насилство, наместо дополнително да се виктимизираат, травматизираат децата и да се сместуваат во институција, ако веќе решил Центарот да го одземе родителско право, тогаш треба да му се даде старател. И децата многу посоодветно ќе се прилагодат во дом семејство, отколку во институција со 40, 50 или 100 луѓе. Само да докажам, извини, во овој случај, ако веќе по втор пат се случува насилство од страна на таткото, тогаш сторителот насилник треба да се отргне од семејството, а не децата да се травматизираат и се носат по институција. Тие се најчести замерки кога се работи, например, за татко. Мајката застанува на страната на детето и таа бара да се одвои таткото, иако нели правното и можеби е собственик на таа куќа. Што Центарот за социјални работи во овој случај, еве конкретен пример имавме, нели? Свеж пример може да помогне во оваа ситуација. Зборуваме за случај кој не е скопски, мислам дефинитивно, и кој еве со Драги неколку пати сме коментирале. Моето гледиште е сосема малку другаче, кога ги осознам веќе фактите. Факти е дека, сега зборувам за конкретен случај, иако во детали дефинитивно не го знам, меѓутоа факти е дека Центарот одлучил да ги смести децата во институција. Очигледно е дека тие родители, такви какви што биле, не функционирале како родители. Децата самоволно ја напуштале институцијата. Не ги зборувам причините за напуштањето и се вратиле пак во дом, каде што повторно се виктимизирани, кој што слушнавме, не го слушнав ова денес. Центарот одлучил по мене правилно што ги сместил. Начинот и местото на сместување, тоа е веќе друга работа. Значи можеле да бидат сместени
во згрижувачко семејство, може да биде сместени во институција на системот, како што е нашите домови. Со желба да се одделат од тоа семејство, да се поведе постапка спрема тие родители кои очигледно дека не функционираат како родители, евентуално да им се одземе родителско право и сите оние правни последици што следат. Значи да се одбере соодветно место на тие деца да бидат згрижени и да бидат изолирани од овие двајца родители кои биле најблаго речено несовесни. Требало да се поведе и веројатно е поведена постапка према тој родител за одземање на родителско право, не знаеме до каде е стигната, мислам, али знаејќи дека, зборувам за Скопје, дека тие постапки се многу брзи и дека се реагира веднаш, се надевам на позитивен исход, односно во основа заштита на детските права, односно старателство над овие деца. Одиме понатаму, имаме уште еден видео прилог, да го видиме и третиот прилог. Следуваат реклами потоа и продолжуваме понатаму. Нема поубава гледка од оваа. Децата безгрижно уживаат во снегот, свежиот воздух и во играта. Но дали сите деца го прават тоа безгрижно, како што впрочем заслужуваат? Ова дете е ученик во 5-то оделение. Кога после училиште си оди дома, неговите детски очи, наместо да сјаат од радост, згаснуваат. Кога се работи за драстично кршење на правата на децата, првата детска амбасада во светот Медјаши бескомпромисно реагира, ја алармира јавноста со поддршка на медиумите, ги повикува на одговорност институциите и лицата кои работат со деца, помага во застапување на најдобрите интереси на децата и нуди мерки и механизми за подобрување на состојбата. Трево, Рейчел, Рей, ќе гледате. Any men that might want to come with me? Why is Oscar winner Diane Keaton looking for a red carpet date? There's one guy in the back row going, please! She's getting personal. Her kids. Kind of an awkward mother, actually. Her career. All these great experiences. All these great moments. All those men. And, oh yes, nudity. I'm very interested in not having any sort of visual reference to my body at all. Then, she's only been to the doctor once. She's terrified of needles. And get this. The ironic part is that I'm actually going to medical school. So we brought in hot doc Travis Stork to give us both a much-needed shot in the arm. Oh no, are you sure you want to do this? If I can do it, she can do it too, right? No, honestly, I can't do it. I really can't. Don't look, don't look. And how about a meal that you can add to your kids' list of favorites right now? Anybody that's still a kid at heart, you're going to be really happy. Honey mustard chicken tenders with buttermilk smashed potatoes. Кога веруваш во моќта на природата, знаеш дека границите не постојат. Она што е големо, може да биде уште поголемо, а убавото уште поубаво. Кога веруваш во моќта на природата, знаеш дека она што било добро, може да биде уште подобро. Производите на Битолска млекарница. Природата на дланка. И сега кога сите ние сме сведоци нели на една ваква состава, иако се работи за архивски материјал од 1998 година, но никој не може да ги затвори очите или да гледа преку прсти, нели, кога се работи за очевидно злоставување на дете. Ја не знам дали се работеше за сексуално злоставување, но ние спомнавме на почетокот на емисијата дека не се работи само за сексуално, туку и физичкото малтретирање, исто така и емотивното малтретирање, понижување, навреди и така натаму, исто така е казниво со закон. Господин Ваѓановски, ќе ве замолам и од телефонскиот разговор, дали мајката во една фамилија, дали мајката има право да го одземе родителското право на таткото, доколку тој се смета за злоставувач во однос на неговото дете, дали е девојче или машко?
мајката, како што прашувате, не може. Судот го одзема родителското право со Добро, мислев дали може да покрене процес. Законно одредена постапка. Да се одзема родителско право е навистина еден процес, една постапка која е многу одговорна, затоа што родителското право не може да се поврати. Еднаш кога одземено родителско право не може да се врати на почеток. Точно е, секој може да поведе постапка за одземање на родителско право, дури и, да кажеме, сопруга и така, со околности битни за судот, односно судијата, и докази кои се од релевантни докази кои придонесуваат да се донесе оваа мерка, односно оваа фактички заштитна мерка. Во одземањето судиите се многу внимателни заради тоа што се земаат во предвид психичката состојба, здравствената состојба, сите аспекти на животот на човекот на кој му се одзема. И навистина е тешко и меѓутоа и многу одговорно, али во секој случај кај нас веќе почнуваат интензивно да се поведуваат постапки за одземање на родителско право. Како што рековте, во областа на сексуалното наследство, семејното наследство, ги гледаме многу често акциите на Министерството на внатрешни работи за оние деца на улица што се просјачењата, неодговорното родителство, и очигледно е дека многу работи, овие кампањи, ова јавно прикажување на ова се подигнува општествената свест да сериозно се зафатиме со проблемите што не засегаат сите нас. Би сакал само да споменам за вариациите на казнувањето во врска со ова моментално темата што е на разговор. Од 16 и 17 век се кастрирал педофилот. Па имаме хемиска кастрација, па медикаментозна, па обележување на улици. Сега имаме ние во овој момент во некои исламски држави смртна казна. Значи, општеството на неколку држави се изрекува смртна казна за ова кривично дело. Општеството не нашло соодветен метод, очигледно неколку општества, да реагира на ова општествена патолошка состојба. Добро, има некои јавно личности кои што јавно си го искажуваат своето размислување и повикуваат на смртна казна на оние кои што се педофили. Може ли да очекуваме смртна казна за педофили? Не очекува, бидејќи тоа е забрането со Уставот на Република Македонија и ние сме подписници и на Европската конвенција за заштита на човекови права и на протоколот со кој што се забранува изрекување на смртната казна. Така што во никој случај значи не може да размислуваме за смртна казна, дури и повеќе и во делот на оваа мерка за која што зборуваше за кастрирањето. Сепак сметам дека треба да постои одреден баланс во реализацијата, односно во преземањето на мерките за